5 кандидати за републички јавен обвинител се во исчекување, постапката за изборот наскоро да заврши, откако владата на вчерашната седница донесе заклучок кандидатурите да ги достави до Советот на јавни обвинители. Тие имаат рок од 15 дена да ја одговорат на владата, односно да испрати мислење за кандидатурите, а од оние кои ќе добијат позитивно мислење, потоа владата треба да одлучи кој кандидат ќе го достави како финален предлог. Премиерот Мицкоски вели дека од новиот државен јавен обвинител очекува да ги отвори сите предмети што се започнати во обвинителството и да биде заштитник на правото. Прво што треба да направи сите оние документи и случаи кои што се држеа во ФИОК да ги извади и да ги истражи, таму каде што нема дело и докази да ги затвори, таму каде што има дело и докази да оформи случај и да го предаде до судот, па потоа судот треба да одлучува дали ќе отпочне или нема да отпочне судска постапка. Очекувам да биде заштитник на правото, да биде генератор на правдина. Председателот на Советот на јавни обвинители Башким Бесими во изјава за ТВ21 вели дека се уште го нема добиено заклучокот со кандидатурите, но откако ќе го добие, веднаш ќе биде закажана седницата за да постапуваат. Не го добивме уште и ја утре. Ја вчера слушав вести дека владата го поминала. Сигурно 2-3 дена ќе дојдам. Кога ќе го добија, ќе го делам предлогот на сите членови и ќе закажем седница. Рокот ми е до 15 дена, ама нема да чекам последен рок. Од денот на добивање на предлогот од влада. Во трка за наследник на Коцевски се 3 обвинителки, еден активен и еден поранешен судија, односно актуелната веде државна обвинителка Анита Топалова Исајловска, обвинителките Ленче Ристовска и Лидија Рејчевиќ, потоа судијата откривичен Ненад Савевски и разрешениот судија и поранешен претседател на Кривичниот суд Владимир Панчевски.